Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 80 на 90 на минути и вие јас имаме право да знаеме вистината. Три битни процеси или можни политички разврски се случи во изминалите 4-5 дена во Република Македонија и во регионот. Во Република Македонија е предлогот на ВМРО-ДПМНЕ хрватскиот модел да биде прифатен. Нивниот предлог за хрватски модел како начин на откочување или одблокирање на процесот на уставни промени во Република Македонија, наместо да се разговара за француски модел, за бугарски модел, да се прифати нивното барање за хрватски модел, односно македонскиот устав да биде изменет по хрватскиот модел или врз база на хрватскиот принцип. Затоа имавме вонредна политичка анализа во вторникот 20 часот. Сите кои сте мембарси, можете да погледнете таа политичка анализа, одлична политичка анализа, трае 30 и нешто минути, посветена е токму на хрватскиот модел, на изборите во Црна Гора и изборите во Република Бугарија. Ви благодарам на сите кои сте мембари, мембарси, ја користите опцијата мембаршип, бидејќи на тој начин помагате непречено финансиски да функционира продукцијата во Центар, да функционира YouTube емисијата или емисијата која се емитува на YouTube каналот Васко Ефтов и да функционира порталот во Центар. Вечерва, освен делови кај што ќе правиме анализа на хрватскиот модел, ќе ги третираме и изборите во Бугарија, ќе ги третираме изборите во Црна Гора, кај што доаѓа до една смена на генерацијата. Всушност доаѓа до смена на наративот и во Црна Гора и во Бугарија и тука во Република Македонија. Во оној временски период кога Христо Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ останат без наратив, знаете, многу е тешко вие да бидете спротив ветрот. Ако ветрот оди во правец на отпочнување на разговори на Европската унија и на Република Македонија, многу е тешко, знаете, прв пат во историјата нема Грција, Бугарија, Албанија, Србија да не стави вето на европскиот пат, туку тоа ќе го направи една од двете најсилни политички партии во Република Македонија. Вечерва имаме интервју со Ерол Ризаов, колегата Ерол Ризаов, кога разговараме токму на овие три клучни теми. Останете со нас, погледнете го интервјуто, сигурно нема да зажалите. Уште една за сите тие кои сака да станат мембарс или да користат опцијата мембаршип на YouTube каналот Васко Ефтов. Ако ја гледате емисијата на лаптоп или на компјутер, веднаш доле лево под видеото има опција Join. Ке кликните на Join и станувате мембар на YouTube каналот Васко Ефтов. Ако одите преку мобилен телефон, ќе одите на YouTube каналот Васко Ефтов, ќе напишете membership или members, ќе најдете каде е таа опција во мените што ви го дава на мобилниот телефон и тамо ќе кликнете Join. Цената е 150 денари. Имаше одредено укажување од гледачи на емисијата во Центар дека во Данска тоа чини 5 или 6 евра, не е точно. Чини 150 денари, тоа е најефтината опција која ние одбравме во соработка со YouTube, значи ќе платите 150 денари, од тие 150 денари 20 или 30% си ги задржа YouTube за себе, некаде околу 100 до 120 денари ги добива емисијата во Центар и на тој начин ја финансираме оваа емисија во овие турбулентни времења, кога не сме ни со власта, кога не сме ни со опозицијата, кога не сме ни со русите, кога не сме ни со американците, значи одите под секое видео, ако го гледате на YouTube, одоздола под видеото лево пишува Join, кликните на Join, 150 денари станувате мембарс на емисијата во Центар. Еднаш месечно се плаќа, како што плаќате за Netflix, така плаќате и за емисијата во Центар. На сите кои тоа го имате направено или сите кои размислувате тоа да го направите, ви благодарам. Секој вторник во 22 часот имаме вонредна политичка анализа, се други кои не се мембарс или не користат опцијата membership, секој четврток и секој недела во 22 часот редовна емисија во Центар. Следува интервјуто со Ерол Ризаов. Добро вечер за Ерол Ризаов. Новинар, или и јас се представам ко новинар и обично мислам дека тоа е најдобрата титула што може да му се даде на човек што бил во нашата професија. Така. Античките македонци стануваат хрвати. Следи тоа што се случува, нели? Уставни измени, па категоричен став на лидерот на опозиција, кој од неговата партија ќе гласа за уставни измени, тој ќе се поднесе оставка или ќе биде исклучен од партијата, одеднаш се менува плочата. Христо Мицкоски вели сега го прифаќаме хрватскиот модел и сакаме да придонесеме за уставните измени во Република Македонија. Хрватскиот модел поодамна се спомнува во нашите медиуми, неколку автори се го посочуваат тоа, меѓутоа сега откако се исцитира точно што пишува и во нашиот и во хрватскиот устав, стана доста атрактивно за јавноста, за читачката публика, меѓутоа Мицкоски што го предлага, мислам дека е еден блеф, бидејќи тој е сигурен дека дуи тоа нема да го прифати. И затоа вика дека е тоа предлага хрватскиот модел. Хрватскиот модел.
играјќи на картата дека таму пишува малцинство, а кај нас тоа тешко ќе помине, нели, да постои тој изразот. Можеме да го цитираме, да, нели, можеме да го цитираме за луѓето кои не гледаат детали, немаат правна култура, тоа е скоро еднакво. Меѓутоа има разлика. Како велат, суштината е, ѓаволот е во малите работи, во финесите. Република Хрватска е воспоставена или изградена, установljena, пише тука, како национална држава хрватског народа, на хрватскиот народ, и држава припадника националних манjina, значи припадници на националните малцинства, Срби, значи две точки става, Срби, Чеси, Словаци, Италијани, Маđари, Евреи, Германци, Австријанци, Украинци, Русини има тука, прави разлика Руси и Русини, Бошњаци, Словенци, Црногорци, Македонци, значи се спомнува. Македонци тука веројатно ВМРО да помане наоѓа. Македонци, Руси, Бугари, Пољаци, Роми, Романци, Турци, Власи, Албанци и други. Тоа е, значи, Има и бугари, така? Има и бугари, значи има македонци, има и бугари, значи на хрватскиот, на хрватскиот. Во Хрватска по последниот попис има околу 340 бугари и околу 4300 македонци. Значи на хрватскиот народ и припадниците на националните малцинства. Тоа е, значи, формулацијата во хрватскиот устав. И на тоа сега се фаќа ВМРО-ДПМН и Христо Мицкоски. Народ и малцинства. Ние, знаете, на овој начин рамковниот договор, ние всушност и немаме рамковен договор, тој е преточен во Уставот на Република Македонија. После 2001 година, или ние го имаме променет Уставот и рамковниот... Тоа е уставна категорија. И тоа е веќе уставна категорија, значи. Ке имаме, значи, неприфаќање на преспански и неприфаќање на рамковен договор, двата договори кои се основа за ставање на црна листа, нели, минатогодишната депеша или указ на Џо Бајден, американскиот претседател, за да се стават тие што не ги прифаќаат тие договори. Ке влеземе ли во еден таков филм? Не, ја мислам дека нема да се прифати таа опција од ВМРО, дека ниту пак од ДУИ, бидејќи одземање на веќе стекнати права е голем проблем во една држава. Значи, кај албанската популација, кај албанците, има одредени стекнати права над ова што е малцинство. Значи, они сметаат дека ги имаат над 25% припадници на албанскиот народ во Македонија и на тоа се држат и ќе ги барат истите права кои што се веќе стекнати. Значи, не можеме да ги... Во Уставот може да се најдат решенија на оваа линија. Бидејќи и нашиот, ако го прочитате и нашата преамбула... Граѓаните на Република Македонија, запирка македонскиот народ, дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите. Тоа е формулацијата сега. Знаеш ли зошто е таква формулацијата? Таа е оправдана формулација. Јас ќе те вратам малце наасно. Значи, тоа се конститутивните народи се одасно. Произведени. Зошто? Затоа што тие нации, тие народи учествувале во антифашистичката војна и гинале. Значи, тоа е извојувано со крв. После тоа што се правеле разни деградации, политиканства, тоа е сосема нешто друго. Народности, народи, нели некои разни формулации. Само роми колку има на Сремски фонд загинато, тоа е чудо е. Значи, ние брзо ги забораваме, ние сме со нација со кратко памтење. Не знам дека роми загинале на Сремски, например, фронт. Сега прв пат ја слушам. Ја бидејќи сум бил таму, сум ги гледал и ги има имињата. Значи има и роми кои загинале на Сремски. Има роми загинато, има евреи многу покрај овие што беа однесени во Треблинка и во партизани имаше евреи, тие некој еден дел од нив се спасија. Бугари кои загинале на Сремски фронт. Така, има и затоа тие се влезени во најновиот наш устав и тоа не е случајно. Еве го предлогот, господин Разав, еве го предлогот на ВМРО-ДПМН. Република Македонија... Да не зборуваме за точки, заперки, за реченици, суштината на влезот на бугарите во Уставот. Тоа е суштината. Е практично од продолжување на преговорите со Европска унија. Ние без тоа не можеме да го направиме. И ја мислам дека и Мицковски при евентуална победа на изборите тоа ќе го направи веднаш. Нели тоа го најавува? Апсолутно. Во првите 4 месеци. Он сега кога кажува, вика немат власта нема 80. Во овој парламент нема да се решат, овој парламент нема да ги реши, нема да ги изгласува овој парламент. Тоа значи дека друг парламент... Така, апсолутно, кај што има 80 ќе ги изгласа. Ќе ги реши, кај што тој ќе биде власт.
Види, ја ќе подсетам повторно на Мицотакис, Кириакос Мицотакис. Он такви тешки критики искаже за Ципрос, дека е предавство на грчкиот народ, на грчката држава, дека е продадено името, дека македонски јазик е продаден, дека тоа не смееше да се дозволи. Сето тоа додека беше во опозиција. Го зборуваше. Кога дојде во владата, утредента веќе ја даде изјавата дека тоа е штетен договор, меѓутоа дека ние мораме да го... Тоа е легалист. Да, јасно. Тоа ќе го направи Мицкоски и било кој да дојде на власт. Единствено овие што сега мислат, што се убедени дека со тоа ќе се спаси Македонија и македонското достоинство, ќе бидат повторно разочарени. Како и секогаш кога се тоа, дека тоа. Затоа мислам дека е најдобро сега да се најде еден консензус околу таа работа, да се има Васко многу работа во овие наредни 10 години и за сите влади. Нема да биде само една влада овие 10 години наредните. Ризов, ние бегајки во наводници од проблемот со бугарите, отвараме проблем со албанците, кој е многу подраматичен, кој придонесе или донесе до војна 2001 година, и ако се прифати ова формулација или која сега хрватскиот модел, Република Македонија се воспоставува како национална држава на македонскиот народ и држава на припадниците на националните малцинства, нели како што ние ги дефинираме, албанци, турци, роми, власи, па има точка ставено, сите што биле во што би и припадници на етничките заедници или делови од народи, што би фалело? Што би поминувало да мора тоа малцинство да се каже? Сакам да кажам дека Хрватска го смени својот устав 1991 година, каде што србите беа на некој начин конститутивен народ во тогашна социјалистичка Република Хрватска, кој што србите беа и во Босна и Херцеговина заедно со бошњаците и заедно со хрватите. Основата за војните во Книн, вамо во источна Славонија беше промената на уставот. Тоа србите го искористија во Хрватска. Како хрватите го промени уставот, ги тргна како конститутивен дел елемент. Кај нас мислам дека не може да дојде до некаква воена опција поради ова, меѓутоа може да дојде до нешто сосема друго кое би имало исто така катастрофални резултати. А тоа е ако Македонија остане изолирана, а Албанија, Србија и Косово во наредните 10 години успеат да напред дотидат и да влезат во Европска унија, зашто да не, ако најдат решение, Вучич ја менува стратегијата кон Косово, сега веќе не вика не дамо Косово, вика за правата на србите на Косово. Значи тоа е голем исчекор. Црвените граници се заедница на српски општини северно Косово. Ако Македонија остане, тогаш некое легитимно право ќе се стекне за делби, подлабоки делби во општеството. Значи, вие не сакате, ама ние сакаме да влеземе. Така да, може да се донесе до некоја дестабилизација, иако Охридскиот договор гарантира неделивост на територијата и територијалниот интегритет, меѓутоа во ситуации кога немате демократија, тоа прашање може да се отвори. А ние не можеме да ги унапредиме демократските процеси ако не преговараме и ако не влеземе во Европска унија. Не те што прашам. Хрватите ја конституират својата државност и ја бранат преку татковинската војна 91-95 година, па со Олуја, со Блесок и така натаму ги протеруваат најголем дел србите од територијата на Република Хрватска. Ние имаме војна 2001 година, која не завршува на таков начин како што завршува Хрватска, каде што пензионирани американски генерали опремуваат хрватската армија, тренираат, ја снабдуваат со оружје. Ние до ден денес нели ги слушаме приказните дека американски генерали биле начекани во Рачиново и биле излекувани од автобусите од Рачиново. Што рече дека ние сме имале 2001 година во наводници можност како хрватите да направиме нели македонски устав, кај што ние сме народ нели, а другите се малцинства, и тоа не се направило. Е направен рамковниот договор како некое примирие и преточен во уставот. Сега отварање на тоа, значи отварање на тие рани, значи ние бегајќи од 3.500 бугари со кои имаме проблем нели да ги внесеме во уставот, ние отвараме конфликт со албанците кои се 300-400. Мислам дека не е толку проблем да ги внесеме во уставот, колку што е проблем да се стекнат поени на таа основа. Политички поени. Политички, они самите на стартот рече дека тоа не е проблем. Сичко ќе прифатим, што ми каже Мицкоски. Не, ама овде јавно се искажаат тие зборови.
Штета, голема штета ќе биде ако ние сега потрошиме уште неколку генерации, значи 20 години ќе стане како ние сме кандидат. Тоа веќе го добиваме турскиот синдром на вечен кандидат и преговарач. Така да не третират, да не третират нешто како замрсено. Македонија се суштенде, што го викат замрсени состојби кои не може да се одмрсат. Тоа би значил овој превод. Да се навикнат тоа. Дека сме не решили. Сега, ако ние го пребродиме тоа и ако почнат преговорите, сите оние прашања за кои сериозно и оправдани критики има, во јавноста, да речеме за корупцијата, за криминалот, за состојбите во здравство, во човекови права, така е. Значи сите тие прашања влегуваат во преговорите. Така е. Значи тоа е нешто што е главна работа на сите идни влади во Македонија. А јавноста треба да ја насочиме кон тоа да ги оценува владите според тоа до каде ќе стигнат во преговорите. Дали ги, не само да ги отварат поглавијата или бенчмарковите што ги, туку дали ги затварат. Значи ние тоа треба да го ловиме во наредните години. Дали оваа влада отвори нови поглавија и затвори. И тоа е главната дали домашната задача се е завршила. Дали сме поблиску до ЕУ, дали не. Дали извештаите на Европската унија се позитивни или се негативни и врз таа основа треба да ги добива или да ги губи изборите и да доаѓаат други. Сега изборите се организираат, како да ви кажам, во сите соседни земји за промена на власта, а не за промена на свеста. Дури а не за промена на политиката, на на реформите но Бугарија сака да влезе во Шенген. Така е. Црна Гора имаме промена на генерација. Македонија исто. Значи Србија веќе ја менува тактиката, значи тој што ги добиваше изборите, на него даваме Косово, сега веќе влегува во друго. Заборавено е Косово. Веќе говориме само за заедница на српски општини. Сега вика не можеме да го изгубиме тоа што го немаме. Што сме го изгубили 2012. Да, или 2012 или пред 100 години. Пред 100 години. Така. Нели конфликт на биолошкото и на историското. И на селидбите, големите селидби кои ги читаме, кои значи ние тука треба концентрацијата на македонските, ајде да ги наречеме елити, иако не се елити, политички, интелектуални, деловни елити, и граѓаните, веќе 60-70% колку се определени за Европска Унија, да се насочат во таа насока, бидејќи, знаете, од историски аспект гледано, многу голема разликата меѓу европеизација и членство во Европска Унија. Тоа е клучно. Тоа е клучното. Значи, еве, во европеизацијата во Бугарија ќе трае уште, да речеме, или во Румунија уште 50 години. Значи, едно е европеизација, таа западна европска цивилизација и култура да се слее со нашата култура и да ги задржиме тие посебности и да ги припатиме, а друго е членство. Членство може да биде и со протекција. Преку ноки. Преку ноки незаслужена, некои ситуации, еве, војната со Украина може да ги забрза тие процеси и ќе биде голема штета ако не успееме. Како што беше 99-та, што не успеавме Косово, па 2001 година Македонија. Ќе те подсетам на нешто, Васко. Ајде. Едно интересен настан ќе ти кажам. За неколку дена ќе се напунат 30 години од членството на Македонија во Обединетите нации. Точно 30, така е. Да, јас бев таму кога тоа се случи и известував за Нова Македонија. Има една галерија таму, кај што се седат новинари и гости, која на телевизиските камери не се гледа. Таму снимаат само 2 камери, само салата. Ја гледаме она зеленикава површина. Да, и тоа утро, нели, дојдовме порано, седнав таму и чекам со нестрпение, знаевме дека е тоа историски момент, да видиме како ќе се одвива таа работа. Салата беше бајаги пуна и имаше директен пренос во Македонија, сега генерациите тогаш дали памтат сега како било тоа, меѓутоа ќе потсетам. Кога влезе Киро Глигоров, еден човек зад мене почна да вика предавник, издајник, ќе издаде Македонија предавник, се свртиме, беше многу непријатно, се чувствував. И некако безбедувањето направи малку еден штит таму, да не се случи некаков инцидент. Тој од нашата диаспора, предпоставувам, нели? Да, ќе кажам кој е човекот. Значи, во еден момент
се појави на бината Киро Глигоров и почна да зборува и тргна од Илинден, на македонски јазик зборуваше со својот карактеристичен зарипнат глас, малце веројатно имаше и он трема. Па добро историски Да, настане. историски настани и сите се чувствувавме многу гордо. Таму, што бевме присутни неколку новинари и некои гости и одеднаш овај аплаузи и овој човек што викаше уа почна да аплаудира. Истиот. Браво, да живее Македонија, аплаудира. Ја викам нешто човекот не е во ред. Нешто има некој проблем психички што е и му приду. Извините да ве прашам, викам што е. Викав туа, вика јас сум адвокат. Избегав вика од Македонија, од комунизмот, од ово, од она, меѓутоа вика мене ми излажа дека овој ќе изврши предавство вика на Македонија, овој се избореше за све што јас сакам да слушнам вика. И за Илинден, Да, и за Аслом, и на македонски. Да, и на македонски вика, мамето почна да псуе, она вика што ми кажа мене од Скопје во овие дан, мене ми стана јасно што е, како е. И викам во хотел Плаза сега ќе има викам вечерва мал прием. Како резултат на приемот. Да, во али на нас. така скромен прием беше и јас те канам викам. Ќе те упознам со претседателот ако имаме шанса, ако не дојде на прием. Дојде човекот. Се запозна со Глигоров и дојде со знаме, со ова беше воодушевен, така поминавме една фина вечер. И вечерта познатиот бизнисмен Гуштеров Ристо организирал во Валдорф Асторија за еден потесен круг една вечер, свечена. Председателот, делегацијата и јас бев поканет на таа вечера и за секој од тие 20 на луѓе по еден голем кадилак да не вози низ Нью Йорк, така, као една манифестација, една колона. Да се памти. Стигнав Да се таму и јас малку задоснив, бидејќи Нова Македонија правеше воредно издание по повод приемот. Ќе ти кажам на крајот зашто ја ова сега го кажувам. Има поента. И дојдов таму малце покасно и прашав каде се овие. Наши ми говорат, кога гледам иде кон мене еден човек, така, со бела коса по-стар и некако ми е познат. Мислам дека некој мора да е овој од нашите луѓе, викам. И hello, се поздравивме, поминавме и ја дојдов таму кај нашата делегација, седат Глигоров и овие министрот кој беше таму и другите. Викам, го видовте ли човекот? Викам, овој, кој беше наш човек, некој? Веро, вика, Грегори Пеке, тој вика глумецот. Ја како сум го запамтил од филмовите сликата, така, ама човекот меѓу време, нели, остарел. Така да се, сега ова го кажувам затоа што таму, нели, тој празник кај нас не се цени. Им така помина. Поминува и секојаш така. поминува доста глуво, како заборавен, поради името поранешна Југословенска република Македонија. За 2 дена на 8 април ќе биде празник. Нема ни да се не знам, од 30 години е. Тркалезна дата би требало нешто да има. Зошто ние го заборавивме сега од денешен аспект? Ние, Грција тогаш нас не попречуваше со тоа име да станеме членка на Европска унија или да станеме членка на НАТО. Тој Караманлис во грчкиот парламент го кажа дека да не мислат од фиром дека ќе можат без фиром да станат членки на... Сега да те прашам и тебе и ти да кажеш мислење и ја да го кажам своето мислење. Ако ние сите не го сакавме тоа име овде. Значи, имаше неме фиромирај, неме онадој движење, критики, жестоки, така. Бевме еден вознес и ја лично, како сега ова, меѓутоа, ако го прифатевме тоа име, гледано од денешен аспект. Ќе бевме членка на ЕУ и на НАТО. На НАТО уште 2005. Така е. И сега кога би биле ние 15 години членка на Европска унија и на НАТО, кој би можел да спречи да ние сега на непостоечка држава да го тргнеме тоа бивша Југословенска? Бидејќи не постои Југославија. Па не постои, не само тоа, веќе си во НАТО, веќе си во Европска унија, веќе имаш воспоставено добри соседски односи, веќе имаш
Турција во НАТО е со фуснота дека ја признава Република Македонија како република. На уставно име. И сега ние тоа го испуштивме. После тоа испуштивме уште неколку сани. И секако испуштаме имаме полоши и полоши варијанти. Предлози на маса. И сега и ова ако го испуштиме, ја мислам дека више ќе нема некој друг предлог, дека ќе дигнат раце од нас, а тоа е веќе најопасната работа ако Европа или Америка крене раце од Македонија и рече, вие што сакате. Знаете што се обидувам да му обяснам на публиката, дека американците кои се 360, 370, да речеме и 380 милиони жители, истите луѓе кои ни се јавуват изминатите 15, 20 или 30 години, кои ги решавале српското, босанското, македонско. Повторно се од Кристофер Хил, кој беше амбасадор, претходно не учествуваше во Дејтонски договор, учествуваше во времена спогодба и така натаму. Учествуваше во Северна Кореја, Северна Кореја, Полска ја направи најстабилен партнер на американците во таа нова Европа како што е во времето на администрацијата. За да кажеме дека тие луѓе нас ни се враќаат, кај американците нема незавршена работа. Нема изеден ручек кој не е платен. Значи, американците секоја работа што почнала треба да се заврши. Само една мала дигресија, ако ние тогаш не го прифатевме таму тоа име. Поранешно Југословенска Сомалија. Ако не го прифатевме, Република Македонија со големи. Ја мислам дека можеби уште денеска ќе водевме полемики во Македонија дали треба или не треба. Дали со Илинеското востание, дали прерано сме го кренеле или предоцна сме го кренеле. И второ, да не заборавиме, значи ако не си членка на Обединетите нации, ти си ничија земја. Немаш статус на држава. Не можеш ни ЕУ, ни НАТО, ни ОВА, не можеш да бараш ни признавање од некого, затоа што ти не си членка на Европската унија, на Обединетите нации. Некои работи ние не знаеме да ги цениме. Кога гледаме една Украина, кај што гинат луѓе, бидејќи Украина сакала да биде членка на НАТО, а ние со едно такво понижување, поценување, омаловажување го третираме нашиот прием во НАТО. Или Косово и Србија, гледате ова 15 години трае тоа нивно фајтање дали Косово ќе стане членка на Обединетите нации или нема да стане членка на Обединетите нации. А ние тоа го доживуваме како темна страна, црна дупка во македонската историја, дури не сакаме не се сетиме. Па врз база на тој прием е направена времена спогодба, а таа времена спогодба всушност од 95-та година, после тоа доаѓа атентатот на Килигоров, сега е основа на правење на српско-косовскиот договор во Охрид пред 2 недели. Времената спогодба е всушност основата, кај што, мислам, ако седниме, нели, да не... Кај што Србите кажат, ние ги признаваме нивните пасоши, регистарски таблички, но не ја признаваме државата Косово. Како вие признавате пасоши, како признавате регистарски таблички, ако не ја признавате таа држава Косово, а албанците се прифатиле да формират заедница на српски општини, па екстериторијалност на манастири, така, значи времена спогодба во основа на целиот преговори со Европска унија и влезот во Европска унија има високи стандарди за едните за другите. За едните и за другите. Значи тоа цивилизирање, таа европеизација е суштината на проблемот на Балканот, значи и во делот на општата култура, во делот на политичката култура, комуникацијска култура, правна култура. Вие денеска еден судски предмет да го читате, не може да го разберете. Значи, ние како читатели, како немаме правна култура, а и начинот на кој се пишува и на кој се објаснуваат некои работи, е многу тешко да се разбере. Зборувам за општата култура, веќе тука можеме да имаме и поеми, имаме и за останување, меѓутоа во делот на комуникацијската култура, луѓето читаат ова телефони, ги читаат весници, не гледаат извор на информации. Така не гледаат кој го јавува, не гледаат датум кога е напишано. Вие можете од пред 10 години. Да. Сега без да им пуштите на интернет, не мислат дека е сега. И доволно е да каже, ја читав, прочитав за тебе така. Видов тамо, да. Да, и готово. Тоа е. Така е. Тоа се работи кои се совладани многу од поодамна во другите земји. Ние сме неотпорни, знаете, никако. Да. Еден чуден начин сме неотпорни. Дури јас сум многу среќен што србите ќе влезат во еден процес, кога тие ќе расчистуваат со еден таков амбиент кој самите го имаат создавано кај нив, го имаат создавано кај нив за да нели оправдат некое задоцнување во тој процес кон НЕУ. Кон НАТО нели можеби не сакаат бидејќи има нели пред 20 години бомбардирање. Порталите, овој рубриките има рубрики најчитан. Што е најчитан? Така е. Ние објавуваме во нашиот независен портал, објавуваме Нобеловци.
Ние сме членка на една асоциација, се вика Project Syndicate, меѓународна, каде што најголемите и најпаметните луѓе во светот пишуваат највлијателните луѓе, од нобеловци до преседатели на држави. Тоа може го преземаме. Да, и го преземаме. Ние тоа имаме одреден договор и феноменални текстови за разни проблеми во светот, дали од економијата, дали од кризи, дали тие не се читани. Тие се многу малку читани кај нас. А ако земете хороскоп таму, как ќе бидат овновите, убиство, тие одма одат нагоре, убиство или некои ајде да кажем тривијални работи што се случуваат, бизарни работи, ако нешто е објавено, тоа станува најчитано. 4 месеци како компирите да ги направите, а да бидат крскави, да не се онадо да ставите малце оцет. Тие се резерв најчитани работи. Еве, например, јас можам да речеме во текот на вчерашниот ден, ние, порталот во Центар, во текот на вчерашниот ден, читаноста била 116.000. Значи на порталот, дневната читаност била 116.000. Најмногу е читан текстот, 2 текста се читани за убиство. Да. И то ние сме ги пуштале така, меѓу 140 текста, 1 или 2 текста за убиства, сметајќи дека, ајде, да пополниме дупка. Тоа се убиства кои се случиле. Кои се случиле, да. Али сега замисли да мистерија која трае 12 години, тоа е најчитано, читано 18.000 кликови или прегледи има. Па второ ова е сопругата на Здравко Чолич. Да. Па пристигнуваат страшни вести за Хари, се мисли на Хари Матахари, тоа се најчитаните текстови. Ке напишеме ние колумна или став или било што друго, тоа ќе биде најмалку читано. Говорам за Facebook, на YouTube е малце поинаку, пошто на YouTube доаѓаат и уклучуваат за да погледат, бидејќи е сосема друга публика на Facebook и сосема друга публика на YouTube. Тоа е амбиентот. Тоа е амбиент. И сега ако бегате од тоа, вие имате сериозен проблем, тешко ќе обстанете. И сега медиумите кои се потребни на оваа држава, кои се професионални, кои имаат своји простории, плаќаат данок, имаат вработени, тие најтешко може да обстанат, затоа што не се бават со вакви работи, да речеме, со измислени информации. Ако седнеме, јајте сега да измислуваме информации. Не мораме да балансираме помеѓу финансиска издржливост, оправданост и професионални стандарди. Така е. И во една држава како што Македонија е многу тешко можете да издржите финансиски ако инвестирате само во сериозни работи. Така е. Ја ги гледам, да речем, емисиите кои се најсериозни емисии, се веројатно најмалце гледани, најмалку гледана емисија ова сезона била со Давор Штерн, која според мене беше едно од топ 3 емисии која сум ги снимил во текот на оваа сезона. И јас тоа го правам за луѓе кои сакаат сладокусти, што се вели да изгледат емисијата. Ајде, уште малку сакам за новинарството да кажам, и онака многу се зборува и тоа е во една исто така како и целото општество во една многу голема криза. Меѓутоа, не можам да се изначудам на асоциациите новинарски, зошто толку дрчно и жестоко се против помошта од државата. Мислите на ЗНМ? Значи нема држава во светот, особено во Европа, која не ги помага медиумите. Не постои. Значи, сум анализирал и сум гледал и сум разговарал со колеги од. Значи, државата, на кого му користи сега да видиме тоа што не помага државата? На тие што добиваат црни пари. Што добиваат под рака? Под рака. Добиваат дали од партии, дали од надвор. Треба јасни критериуми да се објават под кои услови може да се конкурира за помош на државата. Кои се тие стандарди кои треба да се исполнат? Значи, дали има канцелари, дали има вработени новинари, дали плаќаат данък, колку импресуми, дали се јавни, дали колку со подпис. Така нато. И ако ги исполнува нормите, без оглед дали е опозицијски настроен, дали е владин настроен, ако е тоа една сериозна медиумска куќа, треба да добие поддршка. МОН добива по 100-200 милиони долари годишно помош од државата Ламон. Ете, Мирзов, ние бегајки од корупција што се правеше во време на Никола Брески, каде што се корумпира во одбрана на слободата на печатот и да не се корумпираат медиумите, да не бидат под влијание, да нема.
Видите, тоа е всушност признавање дека медиумите се неотпорни. Така Ако е. вие се плашите дека со владини пари некој ќе ве корумпира, а ние сме работеле во Па тие владини пари не се од джепот на премиерот или не на тие владини пари се од буџетот на државата. Тоа ние сите учествуваме во тоа. Ние сме работеле во државно предпријатие НИП Нова Македонија и таму сме ги пишувале острите анализи, текстови против владата на Бранко Црвенковски. Апсолутно. Значи, тоа не го сваќаме сега така, сега како да ни е државата газда, а тоа се пари на граѓаните. Знаете, државата така се однесува, гледа у програмите, владата ќе направи ова, владата ќе направи ова, владата ќе направи ова. Уште од времето нели што зборевме на Васил Тупурковски, државата ќе изгради 100 кокошарника, државата ќе изгради 100 фонтани. При тоа не сваќајќи дека државата треба да направи владата, не државата. Односно владата, се извинувам, владата ќе направи тоа. Ко владата да е најголем инвеститор, ко владата да е најголем рекламер, па у времето Никола Груевски владата и беше најголем инвеститор и беше најголем рекламер. И најголем работодавач. И најголем работодавач кај и ние тука ги сгрешивме мерките и всушност грешејќи ги мерките сега одиме во сосема друг правец. На независноста кога учевме овој парламентарна демократија и ние и парламентарниците и владата, мислам беше по-возбудлив, по-интересен и ни беше сега, апсолутно. И некако сваќавме тие судири многу романтично ги сваќавме, значи внатре кавга во парламентот, тоа не го бевме и живеале повеќе партизмот, не го знаевме, знаеш, и кога го видовме, тоа беше една од најгледаните емисии на телевизија кога работи парламентот. Сега тоа се претвори во една груба борба, една подземна борба. И никој не го гледа тоа. Тоа веќе, па затоа и не го гледа. Знаеш, полека го изгустира и се блокада на парламентот. Еве сега во последните избори во Бугарија 40% само излегнале од граѓаните да гласаат. Значи доаѓа преку глава. Тоа полека станува една општа недоверба. Гласат само тврдите гласачки партиски јадра, што се е клиентелизмот кај што владее, другото луѓето обично дигаат раце, тоа века немаме ние ништо од ова. Не ги интересира. Се плашам дека и кај нас може да дојде до таков еден стадиум и се плашат и политичките и партиските лидери и затоа мислам се повеќе нагнуваат на една погрешна страна, а тоа е да направат делба и да бидат многу по ригидни, по-тешки во ставовите, повеќе обвинувања. Тоа ни се случи нас со францускиот предлог. Всушност предлог на меѓународната заедница, знаете, три наративи или три погрешни проценки во врска со хрватите има ВМРО ДПМН. Во последната историја, последните 30 години. Како прво нели кога беше она дилема дали на референдум да се прогласи независност на Македонија или со декларација кој што тоа го направија хрватите, претходно нели како викат Ванчо Михајлов не е фашист. Да, не е фашист, но се дружал со фашисти, нели бил куќе до куќе со поглавникот на НДХ или Нусташката држава Анте Павелич. И тоа што е клучно нели со хрватите кои сака да ни направат јужен фронт, нели да ја различат Југословенската народна армија во Косово, во Албанија и во Македонија, и Стипе Месич и Фрањо Туџман и Фрањо Грегорич и сите оние што беа тогаш начело на хрватска држава, сака да го направат јужниот фронт. И ние сега влагаме четврти пат во некој хрватски наратив. Знаете, бидејќи хрватскиот наратив е подеднакво близок и до бугарите и до албанците, ги има македонците во хрватскиот устав, му изгледа интересно нели на Христо Ницкоски, тој го изгуби наративот. Како ќе го оправдува тоа дека за прв пат во последните 50 или 60 години не грци, не срби, не бугари, не албанци, туку македонци стават вето на Македонија да се движи кон Европската унија и го вади хрватскиот модел. И мислам дека тоа е кукавичко јајце кој сака да го фрлат во пазувите и на македонците и на албанците и наместо конфликт со бугарите да влеземе во македонците. Ќе повторам, ја мислам дека он не го сака хрватскиот модел. Сака да нема модел. Па да, затоа он знае дека албанците тоа нема да го прифатат. И еве го нуди. Кога би направиле таков гест. Значи нечесно. Нечесно кон електоратот, сигурен сум дека нема тоа нема да помине, освен ако да се најде наратив, да се најде некој модус кој е поразличен и од хрватскиот и од нашиот, и тука да се направи некаков компромис. Значи без компромис тоа не може да се реши. Тоа на мала врата прифаќа дека е подготвен да разговара за уставни измени. За прв пат. Навистина тоа е тралјаво, навистина тоа е
несмасно, но прифаќа дека е заинтересиран, подготвен да разговара. Тие критики му ги упатуваат неговите од партијата, јастребите. А меѓутоа мислам дека нема да прифати. Нема да прифати до крај. Нема да прифати, не, затоа што категоричен беше во удрска со тоа дека нема 80 и нема да се донесат уставните измени, одиме на избори, сигурен е дека ќе победи на избори, меѓутоа може да остане изолиран, како што останува ГЕРБ изолиран на политичката сцена. Значи он ќе бара како Никола Груевски 61-62 пратеника од јавноста, може да добие, да речеме, ние сега малце да манипулираме, да правиме математики. 50 нека добие, нека победи, меѓутоа со оваа политика на негација на исклучивост, он не може да направи коалиција. На закочување на европската агенда. Да. Сега кокетира со огнените, кокетира со другите албански партии што останаа во опозиција, меѓутоа мислам дека ниедна и од тие партии нема да прифати ако не да не почнат преговорите, да не продолжат да има застој. Така да тука е таа загуба. Главната работа е што како го објаснуваше Меркел, компромисот, ние останато од комунизмот безкомпромисни борци, тоа е таа флоскула. Меѓутоа компромисот кој ќе го направиш и го прават и најголемите држави, и Америка прави компромиси, Англија, и Франција, и Германија, по многу прашања, и внатре и надворешната политика, компромисот е да бираш дали ќе бидеш подеднакво среќен или подеднакво несреќен со тој што го правиш. Со двете страни. Со двете страни. Значи, ти можеш како политика да направиш една ситуација кога, направивме компромис, ова е добро за Македонија и тоа да се прифати и тоа. Било што да договорат, а ништо не договориле до сега важно, СДСМ и ВМРО да помине, тоа ќе помине кај народот. Нема да има отпор. Значи, тоа може и не е добро затоа што тие тврди ткива на тие две партии се големи, се уште големи, и тоа ќе омекне ситуацијата. Меѓутоа, Јас Ризов дури не сакам двете партии да се во власта, бидејќи знаете, балансот, ние навистина имаме несовршен баланс. Кога едната партија е власт, другата опозиција, бидејќи тоа се сведува на некој јалово опонирање, блокада на системи и така натаму. Но замислите кога тие две нереформирани партии или недоволно реформирани партии би биле во една влада, тоа би било многу опасно за државата. Тоа што нема кој да биде, не и така е кревко опозицијско. Апсолутно тоа нема да биде здраво. Нема медиуми, нема. Тука си во право, тоа нема да биде здраво таа работа. Меѓутоа, ја го поставувам прашањето, ако се европеизира Македонија, што е процес? Ако почне да напредува во преговорите, со секој исчекор, безсмислено станува постоењето на ВМРО. Шо бара у демократија револуционерна партија? Она по силата на нештата ќе мора да се реформира. Која улога би играла ВМРО да помене во една демократска држава? Тоа ќе биде на крајот, финалето на преговорите, на разговорите со Бугарија. Значи тоа нас до распад или ќе мора да се претвори во некоја современа демохристијанска европска партија, народна партија. Тоа ќе не биде последното. Нека биде пак десница, меѓутоа не може со овие идеи. Тоа ќе не биде последното соочување со историјата или со историското минато. И таа партија упорно не сака да се соочи. Да. И со своето и со нашето општо Георгиевски со конгресот во Кичево да се одвојува, така да се одвојува, кога дури мислам отиде на една страна да тоа ВМРО го укине. Така е. Да се коалицира со албанци и така натаму. Меѓутоа тоа брзо застана затоа што силите внатре беа пресилни, премокни. Во јавноста е прикажа тој амбиент го направија во Македонија и тој се уште трае, за жал. И таа партија. Од друга страна, па Социјалдемократскиот сојуз, Социјалдемократската партија, се оддалечува од социјалдемократската идеологија. Одамна. Да. Тоа е подолг процес. Без малку 20-30 години. Во некои ситуации доаѓа поблиску до либералната или десната опција, отколку до социјалдемократската опција, кај што прво во
не само во амбиентот и припадноста, туку и во давачките, во економијата, социјалдемократијата е сосема некоја друга. Сега гледам, например, околу ова замрзнување на цени, на околу расправите за плати, за ото. Па тие сме ги имале ние пред 30-40 години. Како Милка Планинц. Пред 40 години. Анте Марковиќ и така натаму. Да, има злоупотреби и тие треба да се регулираат во делот на големите профити, неоправдани или поради привилегирана позиција или поради воредни состојби како што беше короната, пандемијата. Тоа треба да се оданочува, да се најекстра профити. Се испумпаа многу пари во време на короната. Не се произведоа стоки и тие пари ако замрзнете цени, ќе имате недостиг на производ. Така е, никој нема да произведува. И ќе не му се исплати. Сеќаваш кој немаше зејтин, немаше путар, немаше млеко, чекавме. Да. Чифтек, возење на коли, државата може да интервенира со вореден увоз, може да создава конкуренција. Има други методи. А и да ги оданочува ако е привилегирана поставеност, не само монопол, на пазарот, тогаш некои повисоки даноци и така натаму. Значи може да се ние сме мал пазар без секое предпријатие. Ова се интервенции во криза кои делуваат популистички. Меѓутоа, резултати на подолг рок ќе нема. Може да има на краток рок некој резултат. Знаете што ме плаши мене? Например, многу ретко лева партија победува два пати на избори. Еве на СДСМ им се случи, ги изгуби изборите 2016, формира влада, по победи на изборите 2020 година. ВМРО велиме дека е нереформиран и тоа е точно, тоа е едно од најголемите болки на македонското општество, една нереформирана партија која била 15-20 години на власт, и имаме СДСМ како лева партија која втор мандат доби, сега ќе се бори за трет мандат, меѓутоа во тој процес од 30 години заборавија на својата доктрина, на премисите, на идеологијата, на кредата на социјалдемократија и така натаму. И ние сме во некоја ситуација на превртено огледало кога ни едната ни другата партија не си ја исполнуваат својата општествена роља која им е наметната. Ако гледаш од аспект на современа историја, сега малце како историчар. Пред 20 години во културниот центар на Франција во Македонија дојде еден универзитетски професор. Го заборев името, се извинувам, иако беше познат човекот, дојде тука и имавме едно интервју, разговор за процесите на демократијата, на владење на правото и тие работи со многу интересни. И тој кажуваше дека кога студентите одговараат кај него, било за оценка, било која разговараат, за одредени историски настани, например за француската буржоаска револуција 1789 година, ако не знаат точниот датум и грешат за 40 или 50 години, тој не им го смета за грешка. Професор. Дека тој им го прифаќа, важно е вика да знае дека тој е крајот на 18 век и ако го каже и почетокот на 18 или средината, да не бидат папагали. Процесите. Не, друго сакаше да ми каже, ја го прашав што е. Па вика, вие сега, да, вика, за вас е многу важно сега ова што се случува, ама вика, процесот на демократизација 50 години не е ништо. Тоа е, вика, ние 200 години сме ги имале тие со крвави револуции, убиства, со она, вика, и затоа, вика, сега во 20 век, вика, таа работа може по мирен пат, вика, но, вика, тие процеси во вавко окружување во Европа во 20 век, во 21 век може да се забрзат ако имате добри лидери политички. Што значи тоа? Тоа значи дека забрзувањето на историските процеси ве прави државник, а не само политичар. Тоа е разликата. Значи да ги забрзат историските процеси кои се неминовни, кои може да траат. На авторитетот, со силата на перцепцијата, на гледањето напред. Човечкиот живот во работниот век на луѓето 32 години се многу. Тоа е половина од животот. Меѓутоа во историјата, како вика, тоа е еден миг. Значи, затоа овие процеси нас имаме криза на лидерството во целиот регион, па и во светот. Ако ги гледаш, ако ги споредуваш политичките лидери на Франција, на Германија, па и на Америка, на Балканот овде,
да речеме, пред 10, 15 или 20 години, ќе видиш дека е огромна разлика. Само Мило Ѓукановиќ беше современик на тие процеси. Знаете, ќе ве вратаме на изборите во Хрватска, бидејќи тоа е една од темите. Ние потрошивме 40 нешто минути на Македонија. Затоа, да завршам мислата, вика, важно е да процесите одат напред, да не застануваат. Кај нас сега се стопира, се блокира процесот напред. Ние легнавме во еден тежок период, поминавме со статус кво, со стоење во место, со назадување и сега последните 5-6 години со напредување отидуваме. Со отстапки кои сме ги правеле, а не биле вреднувани. Да. И со сега, непринципелна политика. По наша вина, по вина на Европа во некои одредени ситуации, по вина на опозицијска власт и така натаму, имало проблеми. Меѓутоа сега е еден навистина критичен момент за Македонија. И кој нема чувство тоа да го види како лидер на политичка партија кој го блокира тој процес е многу страшно. Тоа е запирање на процесите. Ризов, гледате, кога вие ги читате овие наши граѓани или кога разговарате со еден дел на нашите граѓани, тие веќе немаат отпор према бугарите или кон бугарите, немаат отпор ни кон албанците до тој степен. Туку ова го сваќаат со ветото, со непочнување на преговорите, така натаму, тоа го сваќаат како покажување на мускули кон Европската унија. Тие да не гарантират дека нема да има нови барања, ќе има секогаш нови барања. И сите барања што ќе ги исполниме, најдобри и најлоши, секогаш ќе има нови барања, бидејќи тој процес на европеизација не завршува со почетокот на преговорите. Тој процес ние треба да го направиме заради нас. Самите. Еве и да не е Европска унија во ние тоа мораме да го направиме. Па мораме тоа да го направиме пристојна држава, за Ѓорѓе Маријановиќ. Да имаме добра држава, да имаме пристојна. Вие кои ги читате, да речеме, не знам, Гоце Делчев не го даме и вие врз база на Гоце Делчев ја градиме нели историјата, современата македонска државност, а пред 3 години, значи тоа е пред короната, веднаш после промена на името, имавме нели текстови, маса на настапи кај што веле папата дојде да ја бетонира промената на името. Папата, Ватикан сака да ја растури Македонија. Гоце Делчев припаѓа на унијатската вера, значи го признава врховништвото или врховното поглаварство на римскиот папа и така натаму. И ние значи сме како држава нит знаеме историја, нит читаме, нит правиме, нит никоме полки. Значи сите процеси на еден погрешен начин ги третираме и ги толкуваме. Еве го ти види го, дали се сеќаш и дали воопшто знаеме дека пред 10 години во Македонија се одржа Светски славистички конгрес. Кога од цел свет дојдоа слависти, врвни, од Америка, од Германија, од Франција, од ова во Охрид, тој го маргинализираше власта да не се многу слушал и беше навредливо да бидеме словени. Тоа бевме антички македонци. Сега, главен адут ни е словенството. Така е. Тогаш беше на словен, да се каже потекло словенско, беше голема навреда и беа... Она изјава на Киро Глигоров дека сме словени кои дојдовме во 6 век, кој кажа на 93-та година пред Елисејската палата. Во тие 10 години од 2006, 2007, 2008 до 2016 година, значи Киро Глигоров беше масакриран за изјава дадена 93-та година кога што вели дека ние сме словени дојдени во 6 век. Па кои дебати се правеа цевчиња од оваа страна на Дунав, таа страна на Дунав и така натаму. И сега велиме името и идентитетот не треба да ни бидат чепнати. Какви ни се идентитетот? А зошто не зборуваме за повеќе кратни идентитети? А вие тоа го зборите, нели, бидејќи вие сте, нели? Ја често го. Па има луѓе во светот, најголемите светски научници, ај да не идеме од обичните луѓе. Никола Тесла, што е? Така е. Никола Тесла е србин, роден во Хрватска, американски научник. Роден во Австро-Унгарија. Да. Роден во Австро-Унгарија. Тама на денешна територија на Хрватска. Мајка Тереза родена е во Турската империја во Скопје. За време на Турската империја. Што се франките? Да. Односно французите. Ама работи во Калкута, станува емисар. Зашто не е Франција, односно зашто не е Галија, туку е Франција. Тоа е Ајнштајн. Така е. Ајнштајн роден во Германија. Кемал Ататурк. Кемал Ататурк во Солун. Значи, не само национални, не само национални идентитети, верски, јазични, повеќе кратни идентитети. Мајката е една нација, таткото другото, децата ги научиле двата јазика. Па Еди Рама, погледнете кај Еди Рама, 3 религии, тој сопругата и децата. Ние во Македонија имаме повеќе кратни идентитети на многу места, плюс бевме
во поранешна Југославија бевме полиглоти, значи знаевме српски, хрватски, црногорски, македонски, така натаму. Тие сега децата учат англиски, тоа е добро, знаат, меѓутоа не знаат хрватски или српски. Имаат проблем. Ние разбиравме и бугарски, разбиравме српски. Или бугарски, или албански, или турски, или грчки јазик. Значи тоа е богатство. Имавме и љубопитност тоа да го следиме, знаете. Не ни беше само наметното во училиштата, него, туку ние сакавме тоа да го следиме и да го пратиме. Да можеме да читаме, да можеме да комуницираме. За жал се заглавивме во тие национални идентитетски прашања кои не може да се изврши она што ги застрашува луѓето, асимилација или да речеме терминот бугаризација. Тоа не може да се изврши во сопствена држава. Како ќе не булгаризират 3.500 бугари во република или како ќе не албанизират албанците во сопствената држава? Не може тоа да се постигне. Јас сум видел македонци кои имаат јазична асимилација, да речеме во Америка, во Грција, во Бугарија. Бил Ѓорги, станал Ѓорџ. Го заборел јазикот, едноставно не го научил македонскиот јазик, ама научил англиски. Втора, трета генерација веќе не знае македонски. Тоа не го изгубил националниот идентитет, уште го има тоа чувство и така натаму. Затоа треба да се биде внимателен кога манипулираат политичарите, кај луѓето остава тоа траги. Остава трага, остава револт, создава страв. Добро, намерно ли ги правиме тие страви? Намерно за да добијат поени за избори. Ние имам чувство дека ние постојано сакаме да сме мали, немотни македончиња каде што албанците ќе не газат, бугарите ќе не газат, србите ќе не газат. Секој нас нешто не гази, знаеш. Не дели, не поделува, не манипулира, не контролира и така натаму. И ние ништо да направиме или не се обидуваме да направиме, да изградиме нешто автохтоно нашо, кое ќе не разликува, не само што ќе не разликува, туку ќе направи отпорни со имунитет, државотворен да се спротиставиме на сите тие работи. Тоа е сега, таа е цената што низ вековите ние немавме цареви и кралеви. И не знаевме, ние правевме републики кои тие става одредени династии. Тоа се цените на младите држави. Иако и пред да почне емисијата зборувавме, ја често го давам примерот на Турција. Модерна современа Турција оваа година ќе одбележи 100 години од државата. Од 1923 година. Од 23 затоа што тоа е главниот празник, не се султанатите и империјалните празници главни во таа држава, тие туку се главни кога е направена парламентот и републиката. Втората работа, Турција само 10 на 12 години пред нас има направено азбука. Ги укинува Кемал Ататурк. Кодификација што се вика. Да, укинува арапската азбука, арапското писмо и го прилагодува турскиот јазик на латинично писмо. Значи сосема нова азбука. Сосема нова азбука. Втората работа е нов јазик. Сосема нов јазик се. Бидејќи османлискиот јазик е јазик на естаблишментот, тоа е како латинскиот јазик. Тој го зборува и затоа е поговорката прост народ силна држава. Неписмени биле луѓето, само 5-6% од луѓето биле писмени, поради тој сложен систем на пишување и на дешифрирање на секој збор. И третата работа е покрај новиот јазик, покрај новото писмо, укинување на главниот град на 3 империи. На Западното, Источното Римско царство и на Османлиското царство Истанбул, туку Анкара станува главен град и одвојува државата од религија. На империи кои биле главни сила број 1 во тие моменти, кој Истанбул, Цариград или како да го наречем, бил престолнина на тие империи, значи најсилни свет, кој што денес Соединетите американски држави. Да. И сега можеш да замислиш кога некој би предложил такви реформи. Кој тектонски Значи тоа е направено само 10-15 години пред нас. И тие немаат комплекс. Нема комплекс, затоа што нема потреба. Сега го сменя името, нели, по нивно барање. Ние викаме 45 сме направили литературниот јазик, се љутат луѓето зашто 45-та. Абе тогаш е кодифициран литературниот јазик. Тогаш сме имале држава и сме кодифицирале. Да, кодифицирале. Јазикот постоел и пред тоа, меѓутоа тие јазици, тој јазик бил дијалект. Тој јазик не бил литературниот, културниот јазик што го имаме денес. Значи тоа е направено тогаш. Азбуката. Ние едно време, не знам дали се сеќаш, дали ти си учел, ја учев, тоа е, ние имавме и, како да наречем, македонска латиница.
Учевме македонски јазик да се пишува и на покрај кирилицата, се пишува на латиница. И втората азбука што учевме, не знам дали ја учат денеска деца. Албанците, например, кога пишуваат на македонски, пишуваат на кирилица. На Фейсбук или на социјалните мрежи. Ние кога пишуваме како македонци, во најголем дел пишуваме на латиница, бидејќи ни е полесно на тастатура не менуваме. И така натаму. Албанците, например, не знаат македонски да пишуваат на латиница, знаат да го пишуваат на кирилица. Токму поради тоа што е така, учено. Значи тоа се некои работи кои се научуваат во училишта. Целиот разговор од овој дел ние во смисла мораме да бидеме пофлексибилни, поотворени, без стравови, без комплекси дека некој може да ни одземе нешто што е лично, што не може никој од утре да ти каже дали сум јас турчин, македонец или тоа е чувство неотугиво, тоа е лично чувство. Ја не знам зошто уште со тоа се манипулира со тие идентитетски работи, тоа се глупости за се плаши народот. Да се ќаруваат одредени политички поени. Адаптабилноста е основа на преживување. Тој што не се адаптирал, што не се прилагодил, што не знаел да ги види процесите, времето, изумирувал, како што диносаурусите пред некада неколку милениуми. Ако ние не ги видиме процесите, ако останеме сега и позади Албанија и позади Србија, замислите позади Србија, а не ни беше решено црковното прашање. Тоа беше катастрофа, ќе поминувавме низ исти таков процес кој што помина Црна Гора со Српската православна црква. Да, тоа беше грешка во Црна Гора. Во Црна Гора, например. И таму почна и падот. Таму почна и падот на Мило Ѓукановиќ. Изборувавме дека она што не можеше Слободан Милошевиќ да го постигне во Црна Гора со притисок и со блокади, после тоа и Тадич и тие. И Куштуница целата таа. Куштуница тоа го постигна сега Александар Вучич со една сосема поинаква политика. Мека политика. Поедна мека, али таму оствари, а овие направија грешка со црквата во тие замешателство околу чија црква е српска или црногорска и така натаму. И стана Кармакаш. И стана, тука е една од причините на падот на Мило Ѓукановиќ. На Мило Ѓукановиќ, и исто така и тоа е цената на долгото владење. Значи долгото владење веќе 30 години. Смена на генерации резава се случува. Знаете, освен кралицата Елизабета, која почина минатата година, и Бранко Азевски, кој е начело на Стопанската комора, нема подолговечен политичар или общественик од Мило Ѓукановиќ на Балканската. На Бранко не е голема моќ, али е добро. Да, знаете, он е вечен председател на Стопмала нели шала за Бранко. Иако се пријатели, нели беше почесен конзул на Црна Гора во Македонија, Бранко Азевски, мала шала. 20 дена пред нивниот референдум, 2006 година. 2006 или 2008? 2006 или 2006 на 21 мај беше, јас бев таму во април, се сретнав со Ѓукановиќ, имав еден дол, неколку часовен разговор и добив впечаток дека тој е еден од најинтелигентните премиери, равен на Милан Кучан, да кажам, председателот на Словенија, кој многу добро ја познаваше состојбата и во Црна Гора, но и во поширокиот регион. Пливаше. И знаеше, имаше голема надареност во својот јавен настап. И многу знаеше добро историјата на својата земја и историјата на Југославија. Тој влезне во директен судар со Милошевиќ, иако беше заедно со него во исти камион беа. Со Балван револуција и така натаму. Радој Дакич протести. Така, се одвои од таа работа и успеа да например, ја тогаш успеа независна држава да прогласи, да влезе во НАТО, да почне преговори со... Тоа му го сметат ко некоја роденденска, ко некоја приватна работа, ко некоја приватна забава, дека црногорската држава и црногорскиот народ се измислица на Мило Ѓукановиќ, дека кога ќе го нема Мило Ѓукановиќ, ко падна сега Мило Ѓукановиќ, ќе нема ни црногорска нација, ни црногорска држава и така натаму. Има три пати прогласувано независност и три пати таа пропаѓа. Перјаници на српскиот свет во Белград. Три пати прогласува независност, три пати таа независност пропаѓа баш поради тие односи со Србија. Конфликти, така е. Така и тоа е сега исто е едно големо влијание на Србија што се случи во Црна Гора. Сега црногорците после овој мамурлук од победата можат помалку да се освестуваат и да ги видат и вредностите на Мило Ѓукановиќ, затоа што без оглед на грешките и на придржава.
да, направи одвои држава и од СФР Југославија, одвои од Србија. Сега како ќе биде понатаму е навистина тешко да се прогнозира, иако овие што доаѓаат сега новите сили, овој Милатовиќ Јаков и како го викаат магистрант на Оксфорд и така натаму е наводно европски овој. Меѓутоа ја што го прочитав во германските и во австријските весници кои објавија, тие пишуваат за Мило Ѓукановиќ дека е единствен регион во регионот лидер кој е цврсто прозападно определен. Кој можеше да дава формулации и квалификации за руската агресија во Украина без запирка, без задршка. И во тој разговор едно што ми остана во длабоко сеќавање, зборував за неговата интелигенција и политичност, беше што тој рече референдумот ќе успее. Викам како знаете, па вика поради блокадите има еден инат, една гордост кај црногорците да тоа го завршиме. Меѓутоа вика нашата прва работа по независноста ќе биде добри односи со Србија. Ние сме братски народи, многу врзани, роднински, пријателски, заедничка држава и таа работа мораме да ја негуваме, да за нас е многу важно и пресудно Србија да стане демократска држава. Во таков еден амбиент можеме да обстанеме и да работиме, инаку тоа ќе биде многу тешко. Јас се изненадив, очекував овој обратен однос. Потврд став кон Србија, обратно, и сватив дека човекот е апсолутно политичен и ги знае релациите и знае како треба да се постави. И сега токму тоа се случи. И него го чинеше победа. Значи, Мило Ѓукановиќ сушност го негираше Мило Ѓукановиќ како треба црногорците да се однесуваат кон србите. Се извинам, кога ќе анализирате, вие сте историчар, кога ќе анализирате српската историја, и Слободан Милошевиќ, и Караѓорđe Петровиќ, значи елити потекнуваат од Црна Гора. Доаѓаат во Белград и владеат во Србија. Сега можеби за прв пат во српската историја имаме босански срби кои се начело на српска држава. И Порфирија начело на Српската православна црква и Александар Вучич кој се потекло од Босна и Херцеговина начело на српската држава. Дали тоа може нешто да смени? Може многу, еве на пример види, кога го смени ставот Александар Вучич, која дојде од преговорите од Брисел, прво отиде кај Порфирија на разговор. Прво него го информира. Значи, влијанието на Српската православна црква, воопшто на црквата е огромно, се уште и во Србија, и во Грција, и во Македонија, и зато изгуби. Затоа што он се спротивстави таа самостојноста на он може историски да е во право. Меѓутоа, практично, состојбата ја избра црквата како свој политички противник. Толку ги потцени политичките противници. Он од историски аспект повеќе инсистираше дека покрај јазикот, нели, да се заокружи државотворност, мора и црквата да биде. И тука, и сега, еве, видите, таа црква српска, кај што главно беа четничките структури натамо, и сега колку ќе се спротивставеа да не беше информирано од Вучич, иако не беа тие релации вакви со Порфирија како што ги има Вучич, за ова со ово што се случува со Косово. Па тоа ќе беше... Ќе го кренеа. Ќе го кренеа цела Србија. Ќе дестабилизира Србија, а преку Србија всушност ќе дестабилизира целиот овој регион. Црквата, ова што ме прашуваш, е многу важно прашање. Големо ли истото е и во Грција. Така е. Истото е во Грција, истото е во Бугарија, истото е во Македонија. Голема е влијанието на црквата. Да беше посилен авторитет начело на Македонската православна црква. Да не беше така флексибилен или така невидлив во некои временски периоди, нели. Затоа мислам дека црковното прашање во Македонија се чува како последен раскол и конфликт кој ќе ни се направи. И она делење на партење, непартење на Цариград, Русија, Српска православна црква, тоа што сега се случува, некои смерници кои се прават. А ако многу луѓе, има луѓе што го сметаат тоа за чекор назад, јас сепак мислам дека во тие црковни односи
е направен чекор напред кај Македонската православна црква. Сеќавате на оној разговор 2004 година. 2004 година беше, ако не се лажам, Штерио Наков во полна кондиција, Хари Костов во Александар Палас, кај што е дедо Наум и дедо Стефан и ние главни уредници или опинион мейкери на клучните медиуми. Тогаш вие давате идејата, нели беше опасноста дека Јован може да направи црква. Вие рековте, па земете го дел на името што сака Јован да окористи, тоа што нема да има име. Нема да има проблем судски. Да. Тоа беше 2004 јануар, февруар или 2005 веќе не сеќам. И знаете, тој беше и разврска на црковниот проблем. Кога вие му ги зимате алатките, му ги зимате инструментите, му ја зимате топката, ко Гвардиола, му ја криете топката, нема со што да игра, и како велат, ако е топката во ваш посет, не може гол да ви даде, пошто вие може нема да дајте гол, ама сигурно нема да примите. Тоа не се случи нас. Што помалку се меша дневната политика и во црквата и црквата во дневната политика, тоа е многу подобро. Значи, Македонската православна црква нема проблем со каноните, со верата, како ја практицира, како ја проповеда. Тоа е чисто, тука никој тоа не го проблематизира. Се проблематизира други историски работи во тој дел и затоа треба да се препушти таа работа на црквата. Околу признавање. Не треба политиката да се и мешаме. партиите да влегуваат во тие, затоа што црковните работи, ако денеска изгледат, тоа е големо црковно искуство. Тоа е вековно. Да, тоа е вековно. Напластени, интереси, зони на влијание. И тие правните норми, кои се различни од многу се тие деликатни, многу се сложени. Конзервативно, јавното конзервативно е таму. Затоа ја викат православна, што ја викаме ние, православна црква, во светот е ортодоксна. Црква, така. Да, ортодоксна наречена, ортодокс черч, така се вика, затоа што она на тие изворни конзервативни принципи почива, а овие другите цркви се реформирани цркви и тие така. И затоа треба да се остави таа работа. Ја ретко како новина ретко навлегувам. Имаме ние еден многу добар познавач на Српската православна црква и Македонската, Драган Николич, познат новинар. За жал починати. Само која сакав нешто да дознам во врска со таа работа, ги читав неговите текстови, тоа беше брилијантно, јасно и чисто напишано. Брат на познатиот режисер. Да, брат. Чудо невидено, Сабина Герцак, смртта на господин Голужи, така натаму. Прекрасен човек беше. Ова беше мисијата во Центар, ова беше интервјуто со Ерол Резав. Минатата година имавме интервју со Ерол Резав, кој помина одлично. Се надам дека ова интервју, знаете, интервју кој е погодено токму во Центар, во еден временски период, во една временска одсечка, која токму вакви работи требаше да се кажат, да се испрат одредена порака до македонската јавност, до македонските граѓани, до албанските граѓани, до политичките субјекти, до политичките партии во Република Македонија, бидејќи ние се наоѓаме во еден доста критичен политички моментум. Во еден политички моментум кога работите може да додат во еден или во друг правец. Кога Република Македонија може да оди лево или десно на раскратницата на историјата пред која се наоѓа или на која се наоѓа. Мене ми се допадна интервјуто, јас уживав во интервјуто, ако ви се допадна ова емисија, ново дружење, недела во 22 часот, до недела во 22 часот, пријатна вечер Македонија, каде да си?